Станува збор за магистер Фики Гаспар, психолог. Веќе ти имаме, Фики, здраво, како си? Здраво, одлично, како сте вие? Јас сум супер и морам да ти откриам нешто. Замисли, кога се подготвувавме и одлучувавме како, кого ќе поканиме, мојот драг колега Тео, кој што не случајно е дел од Црвена линија, бидејќи представник на се она што представува, е младо, свежо, новата генерација. Замисли, ми вели вака: Тина, па ја мислев овој некој стар. Значи, ако речеме дека некој е психолог и одличен во својата професија, се очекува да има некоја години искуство и да изгледа старо, но ти изгледаш одлично и добре дојде во Црвена линија. Веднаш... Благодарам многу за поканата. Поздрав до сите ваши гледачи и до вас нормално, како и до празни муавети кои што има одлични излагања пред малку. Во однос на годините, да ви кажам право, така искуството си го прави своето, но гледаме дека се повеќе младите доминираат во ова поле каде што се покажува се поголема амбиција, но тоа претпоставам ќе го збориме некој друг пат, да се фокусираме на темата. Така. Прво и најважно прашање во Црвена линија, кое што впрочем важи за сите вас, драги мои, е на кој тип пародија ви наликува животот во Македонија? Видете, ова е одлично прашање и јас доста го размислував, па и ете кога се подготвував за самата емисија, се консултирав и со некои од нашите колеги кои што работат повеќе кон таа социјална психологија. И мислам дека после сите разговори може да кажеме дека пародијата во Македонија е врзана за оригиналот кој што би кажале Европа. Барем според нас. Сега овде кажавме дека можеби животот во Македонија е пародија на животот во Америка, но мислам дека по некои истражувања кои што се прочитаа и што ги разгледавме па и овде кај нас како тим од психолози, утврдивме дека ние сме еден вид на пародија согласно на европските земји. Дали тоа значи дека Македонија може слободно да се прикажува како филм во киносалите и да се промовира како пародија? Видете вака, со оглед на тоа што многу убаво празни муавети ги представија уствари што е тоа пародија, и они имаат одлични дела кои што нели се сами пародија на некои од познатите музички спотови и музики, така да би кажал дека за малку поубаво да сватат гледачите од психолошки аспект, пошто нели тоа сакав јас да го доловам овде кај вас, пародијата секогаш е врзана за емоција. Значи, ние уствари сакаме емотивно да допреме до нашите гледачи, преку пародија да представиме некои си аспекти на оригиналот, во овој случај, нели, еве со празни муабети, каде што они имаат многу убави представи на оригинални песни, кои што вие може веднаш да ги воочите, а сепак се со еден вид на прекрасна пародија кој што укажува хумор, интерес и нешто кое што сакаме повторно да го гледаме. Така да во животот во Македонија пародијата би кажал дека е еден вид на оригиналот, колку би биле европските земји, како што и кажавме. Ние се трудиме максимално да го постигнеме тој ефект, но за жал испаѓаме еден вид на пародичен систем каде што ете да не зборуваме за политика и за некои работи, но и сами сме свесни што се случува и како се случува кај нас од сите сфери, од социјална сфера, од економска, и па и политичка сфера. Нема што нема. Господине Гаспар, многу кусо, ама ми треба вашето мислење стручно како психолог. Смејате, препорачувате ли како лек за душа? Да, дефинитивно. Јас лично не работам како психотерапевт, но овде колегите што работат како психотерапевти доста ја препорачуваат како што кажавте вие, како лек или како нели нешто кое што се препорачува на луѓе кои што имаат потреба да се подобрат во однос на таа ментална состојба, да се издигнат и секогаш врзано за тоа и таа хумор и таа смеа која што нели ние сите ни дава еден вид на благосостојба на функционирањето. Така, останете ни насмеани за секогаш, тоа важи и за сите гледачи. Да ви се заблагодарам пред се вам, господине Гаспар, што ни учествувавте и бевте дел од ова издание на Црвена линија. Ви посакувам убав ден и уште поубав и расположен викенд. Ви благодарам и на вас многу за поканата и исто така вие и вашите гледачи имајте убав ден, па и убав викенд. Хвала истина вас.